Добро вечер во Топ тема на ваша страна. Која е визијата за Скопје, за хумано живење, дали ќе запре урбанистичкото дивење? Што значи последната најава или идеја за легализација на дивоградбите? За овие и многу други прашања вечерва во Топ тема на ваша страна. Аргументите ги соочуваат градоначалникот на Скопје Петре Шилегов, градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ, наспроти архитектите и урбанисти Ана Радонјич, Бујар Муча и Дивна Педжич. Добро вечер на сите и добре дојдовте. Пред да почнеме со дебатата, мојот колега Огнен Чанчаревиќ ќе даде еден поглед на Скопје денеска низ објективот на Игор Јанковски. Предлагам да го погледнеме. Неконтролираната градба и урбанизацијата се наметнаа како клучен проблем во Скопје и на скопјани. Трката по профит, но и потребата за полнење на општинските каси придонесе градот да го изгуби својот идентитет, своите карактеристични градби и маала. Згради никнуваат на секој чекор, без никакви правила или распоред, а парковите исчезнуваат. Од најавите за зелен град и зелена метропола во предизборието, остана само зелената боја на фасадите на новоизградените објекти. Проектот Скопје 2014 го почна менувањето на ликот на центарот на градот. Урбанистичките планови само го довршија. Плоштадот е пример за процесот низ кој минува Скопје. Од отворен простор за граѓаните стана приватно земјиште и база на хотели. Отворени градилишта на секој чекор, хаос на кој не му се гледа крајот. Ова е споменикот на мајка Тереза, неисполнетата желба на индиецот со брата Рој и Никола Груевски. Работната група составена од архитекти, чија единствена задача беше да го анализира проектот Скопје 2014, заклучи дека треба да се руши бидејќи го попречува природниот проток на пешаците. Владата одлучи да го пренамени. Рушењето било неисплатливо. Скопје нема да добие панорамско тркало, но нема ни кејот и коритото на реката да бидат вратени во првобитната состојба како што се ветуваше. Наместо тоа, скопјани ќе добијат уште еден мост преку Варда. Вака изгледа мораториум на центарски начин. Со месеци, жителите на центарот на градот се гушат во прашина поради неколкуте градилишта на кои што се работи секој ден, од утро до самрак. Тешката машинерија може да се чуе на 100 метри оддалеченост. И во Дебармаало сликата е идентична. Зграда до зграда, прозорец во прозорец. Аеродром е една од скопските општини, каде во последните неколку години има сериозна градежна офанзива. Уште на самиот влез има најава каква слика ве чека во општината. Дуповите не се укина, дупките се ископаа. На местото каде што имаше бараки и паркови, сега има 40 на згради. Стотина метри од тука е мајчин дом, градилиштето кој ги дигна жителите на нозе. Се е согласно позитивните законски процеси, ќе изјави градоначалникот пред багерите да влезат на парцелата. Класичен пример за самоволието и беззаконието кое е на граница со дивјаштво е платформата која се гради во заштитената зона на Матка. Јавноста веќе 15 дена бара одговори и конкретна акција, но се уште не се знае ни кој стои зад оваа дивоградба. Надлежната општина Сарај упорно молчи. Град Скопје крева раменици, а министерствата и полицијата не постапуваат од само ним познати причини. А не така одамна, Скопје личеше на град. Да, тоа беше Скопје, некогаш и сега. Господин Шилегов, вашата најава, за која велите дека идеја да се продолжи легализација на дивоградбите, побарање на неколку градоначалници кои по седницата на ЗЕЛС, навистина крена јавноста на нозе, особено стручната јавност. Има ли таква намера и зошто?
Бидејќи малку сакам да бидеме прецизни, не е моја најава. Вие ја соопштивте, јас ја соопштив, и сте председател на ЗЕЛС. Од позиција на председател на ЗЕЛС, и тоа сум должен да го направам бидејќи го репрезентирам, односно го представувам ЗЕЛС. Како негов председател, вие сте должен ставовите што сте ги дебатирале на управниот одбор да ги соопштите на јавност. Значи не станува збор за желба или волја на Петре Ширеков како градоначалник на Скопје, туку за она што беше дискутирано и дебатирано. И кажав и во текот на вчерашниот ден и денеска на новинарски прашања на настанот што го имавме за семено паркирање, прецизно дека на управниот одбор на ЗЕЛС се дискутираше за можност да се продолжи еден процес, условно да кажам продолжи, и донесовме заклучок да формираме работни групи кои што заедно со Министерството за транспорт и врски ќе ја скенираат состојбата на терен. Најпрво да утврдиме колкав е бројот и во кои општини поединечно на нелегализирани, диво изградени објекти, каков е нивниот карактер и структура, за врз основа на тие податоци да утврдиме дали постои или не постои потреба од носење на нов закон или имплементирање во постоечката законска регулатива на решенија кои што би се однесувале. Значи, се уште ние немаме нити утврдено потреба, а се дигна фама дека се носи закон. По информациите што ги добиваме ние во ЗЕЛС од градоначалниците на општините, се уште процесите или некои општини осеќаат можеби дека има процес, што не значи дека сме утврдиле потреба. Она што принципиелно како јас, како градоначалник на Скопје, како човек и како председател на ЗЕЛС, и духот на дебатата на управниот одбор на ЗЕЛС беше дека воколку се утврди потреба дека треба да продолжи некаков си ваков процес. Тоа не може и не смее да биде на начин како што беше вршен допред една година, бидејќи веќе во моментот да се разбереме ние немаме закон за легализација, затоа што претходното законско решение ги ставаше и граѓаните, и правните субјекти, и физичките лица во неравноправна положба. Зошто? Затоа што некој кој што условно да не бидам лошо разбран, нормален граѓанин ги почитувал законските прописи, ја почитувал регулативата, легислативата, уредно ги водел сите постапки, уредно ги платил сите давачки, за да добие градежна дозвола, одеднаш се почувствувал, јас лично како човек сум се почувствувал, чекате, јас сум будала. Но вие вчера и конкретно кажавте... За да не ми го спинуваат во Маровциве ова, јас сум будала, бидејќи ќе користат такви се малку прљави во политичкава игранка. И конкретно кажавте за секој од нас, верувам дека било кој од нас се почувствува малку глупаво. Затоа што го почитувал законот, ги истерал сите постапки и процедури, издал, односно добил градежна дозвола, визави него неговиот комшија. Ни ред, ни поредок, ни ништо, и одеднаш оваа држава му дала можност да се легализира за градоначалник, не Коце Трајановски. Ете така. Но, и сега, зошто... и сега, тоа беше и духот и ставот на вчерашната седница на управниот одбор на ЗЕЛС. Но вие конкретно кажавте дека би се легализирале со плаќање на комунали и казни. Нашиот првичен став, и тоа беше градоначалникот на општина Центар, воколку се утврди потреба, принципите под кои што ние се согласуваме или би се согласиле на на носење на таква легислатива, мора да се засноваат на казнување на прекршителите на законот. Значи не можеме да ги ставаме граѓаните во неравноправна положба, напротив, оние кои што доброволно влегле во нелегални градби, сега ќе мора да платат казни. Дали таа казна ќе биде во волкав процент, во онолкав процент, пленитба на имот или рушење или не знам си што, тоа е работа која што ако утврдиме потреба да носиме закон, треба да го отвориме како дебата.
И мислам дека се тоа фер ставови на дебатава вечерва. Богдановиќ, дали сметате дека има потреба од легализација на дивоград? Ева во општина Центар. Добро, знаете, не ви треба. Ние имавме нормално сите градоначалници кои што бевме присутни, имавме сите различни мислења. Прво се согласувам со градоначалникот Петар Шилегов за нефер односот, бидејќи претпоставам кога се носел законот за легализација било за да се решат луѓе кои што имаат изградени куќи или не знам одредени објекти 60-70 години или на места каде што немало детални урбанистички планови, нормално го решавале кровот над глава, односно ајде да кажам едно од најбитните животни прашања. Но моментот беше по мене најголема грешка тогаш затоа што не се направи одредено скенирање за да се утврди фактичката состојба на терен и да се знае што е тоа што може, што не може. И знаете дека законот беше донесен така како што беше донесен и воедно против за мене лично представува ставање во неравноправна положба. Тоа што го кажа градоначалникот, одредени луѓе си плаќале придонеси, плаќаат данок на имот, плаќале комунални износ и се. И сега повторно ќе кажам, ние на дискусијата на Зелска управен одбор секој си ги кажа своите ставови. Например, јас разговарав дека например не може да се спореди одредена општина каде што има например рурални средини и таму например немало детални урбанистички планови, се уште нема, а луѓето изградиле од причина затоа што или имале ајде да кажам започната одредена куќа, не може да се спореди општина Центар или централните или градските општини, бидејќи ние например имаме страшен проблем во тој дел. И си ги кажавме ставовите. Заклучокот на ЗЕЛС на крајот беше дека ќе се направи работна група и со скенирање на терен треба да се предвиди што е тоа што може да се дозволи, од таму да произлезат одредени законски промени, но не од тоа што било до сега. Само ќе кажам неколку примери. Имаме државни објекти, основни училишта кои што немаат завршено процесот за легализација. И во тој дел топловодната мрежа, меѓу другото касниме со ГЕС. Јас тоа го најавував во град Скопје, ГЕС е градски енергетски системи, топловодна мрежа и гасификација на градот, доцниме заради тоа што е мрежата дивоградна. Не запишена во имотните листови. Сега е завршуваме постапката и процедурата. Значи малку е покомплексно прашањето. Само да надополним. И на пример сега имаме ситуација, пример за мене неприфатливо сите тие што биле одбиени, односно пробувале да го злоупотребат законот за легализација, тоа што после 3.3.2011 изградиле нешто и пробувале на некој начин да се прошверцуваат, ај така да кажам, и сме ги одбиле. Фактички некој некаде и успеал. Тие фактички се веќе предмет за уривање. И ние веќе некаде сме постапиле со рушење, тогаш тие што сме ги срушиле или тие што не сме стигнале, овие сме ги казниле, овие сме ги наградиле со нов. Значи, многу свесно и многу отворено разговаравме, али ги ставивме сите овие работи кои што утре може да ни се случат како проблем кој што ги наследуваме. Во законот за легализација, како што кажа градоначалникот, се дискутираше и тоа. Не е легализирана целата мрежа. Значи, мора да размислуваме, утре ќе донесеме, застануваме тука, али потоа ќе ни призадат. Но не верувам дека реакциите и на стручната јавност и на граѓаните се за топловодната мрежа и училиштата. Тука доаѓаат и деталните. Не се, меѓутоа рамката е иста. И затоа ние рековме да се направи скенирање, ни подразно, ниту е почнато, ниту се работи, се да си ги кажеме секој во моментот дали постои одредени во постоечките закони да се направи одредени за, не знам, општината да процени дека, не знам, за одредена школа да може да се ја продолжи. Например, да се сидне ингеренцијата и да секоја општина биде различна. Не се донесе дека ќе се продолжи и ќе суди. Напротив, мислам дека ќе имаме многу голема дискусија, расправа и мислам дека тоа што ќе биде продолжено. Ја мислам дека веќе ги имаат првите прашања кон вас, Ана ќе почнеме. Дали е ова вака објаснувањето? Драго ми е, бидејќи имаше стварно многу реакции во јавноста што дообјаснија градоначалниците дека се работи за една дискусија и размислување во кој правец би се решавале проблемите. Тоа што ја го мислам по прашање на законот за легализација на дивоградбите за 1 евро е дека тоа е уствари законот кој го направи проблемот и кој сега ние треба уствари да наоѓаме начини да го решаваме. Ова е едно од размислувањата, меѓутоа мора да бидеме многу внимателни
Јас верувам дека навистина има проблеми, еве како што напомена, јавни објекти кои е невозможно во таа состојба да останат, нели, на статус. Исто така ги се спомена и руралните средини, меѓутоа јас тука би напоменала дека треба малку да се внимава на една друга замка, дека во руралните пак средини па имаме на пример ситуации каде што имаме земјоделско обработливо земјиште, каде што се изградиле куќи, па се создала на мини населба или неколку куќи. Не можете вие тоа да го третирате како случај каде што да дозволиме човекот покривот на глава да го легализира, бидејќи тоа е узурпација на некој ресурс на државата, обработливо земјиште, кое по сите планови и стратегии е предвидено за тоа. Значи, дадов еден мал пример, сакам да кажам дека во сите варијанти има деликатни ситуации, идејата е добро дека ги има и дека се дискутира и дека тоа не се конечни решенија, ќе има и работни групи, меѓутоа со сериозен сензибилитет мислам дека треба да се пристапи кон работата за да квалитетно се реши. Нели, во намерата, доколку е намерата да се реши. Никој од нас не се обидува нити да наметне, значи ние се уште зборуваме, не е утврдена потребата. Факт е заради известни проблеми дека како одговорни луѓе мораме да укажеме на училишта, мрежи, инсталации, таков тип на објекти. И сега но не и приватни. Но поентата ми е друга. Ние отворено ја отвараме дебатата. Претходно нас не беше наметнато решение, луѓе. Наметнато решение кое што создаде прво неравноправност кај граѓаните. Реков проблемот е направен со односење на тоа. Второ создаде проблеми кои се ненадмидливи, создаде подлога за сериозна корупција, создаде подлога да се легализираат објекти што не постоеле, сите знаат дека не постоеле, ама решенијата знаете како беа, ќе даете една нотарска изјава, ќе парафразирам условно народски, жими мајка овој објект изграден пред 2011 и општината е должна да ви даде решение за легализација. Да, но сега зборуваме зошто има потреба повторно од нешто што може да влезе. Не сме утврдиле дали има потреба. Добро ќе утврдиме. Јас нема, повели. Извинете, само на кратко. Еве, уште една причина како забелешка што се дискутираше. Вие кој ќе го легализирате објектот, дали без разлика по стариот закон, и тие што се легализира, например, легализирал за 1 евро куќа од 300 квадрати, платил 300 евра. Тој се стекнува со право, исто како тој што си платил, например, фул комунали, или, например, 120 евра, колку што се во центар, зависно со тоа што гради, и истото право дека утре мора да го приклучите на вода, на пат, на канализација, и он тоа си го бара. И меѓу другото и општините се оштетени во тој дел. Значи, многу е осетлива темата. Мислам дека првичниот закон кој што беше навистина направи проблем и ние дури, еве сега кој ги гледате плановите, многу е лесно да гледате, тоа сме го дискутирале, полја на една и да дискутирате, да правите одредени решенија, а многу е тешко кога веќе имате некоја затекната состојба, легализирани објекти, претходно изградени и така натаму. Ја не би зборувал, бидејќи веќе Ана зборуваше за правда и неправда во ваквите случаи, меѓутоа ќе зборувам од аспект на струката. Ние имавме закон за легализација на дивоградбите кој што беше скоро 10 години на сила, да речем, може би помалку. Сега повторно се актуализира било како, можда беше недобро срочена изјавата или недоволно. Инаку бевте топ тема на сите проектантски бюра, утро псуевме, правевме комбинации и така натака, затоа што легализација на дивоградба е и легализација на архитектура и урбанизам веднаш. Значи, со тоа бевме соочени 10 години, на начин на кој што бевме, и сега повторно се зборува тоа, и мислам дека дури јас ве слушав, завчера кажавте една работа дека ќе биде пофер целата процедура кога тој правен или физички субјект ќе ја плати полната цена на комунали, дури и казна. Плаќањето на комунали, нивната цена е најмалиот колатерал во дивоградбата. Сите ќе ви платат. И јас би ви платил и казна и све. Да имам дивоградба, за среќа, за несреќа немам. Еве, во таква држава живееме, која што велам, за несреќа јас немам. И јас го зборувам истото. Не знам кој епилог ќе го има, затоа што денеска го дообјаснивте тоа дека е само иницијатива и така натака. Меѓутоа, јавното мислење денешно и професионално ова не велеше веќе зошто е новиот закон, туку за кого е. После 10 години легализација, сега ви кажувам како стојат работите од Сабајле.
Расположение кон темите, нели од праксата и искуството на терен. Мора да бидете јасни, и ако ова има епилог кој што ќе води кон нов закон за легализација, топло препорачувам барем да еднаш во овие последни 15 години навистина се вклучат архитекти и урбанисти во оценката кои објекти заслужуваат да бидат легализирани или мора да бидат легализирани ради природата на нивната функција, а кои не. Инаку ќе остане да виси прашањето за кого е овој закон, а не за што. За промена еве дискутираме. Да. Сега, нели, на пример, значи јас би ја вклучила и тука и господја Пенчеш како урбанист. Јас прво ќе кажам дека вакви закони се донесоа во сите бивши југословенски држави, освен веројатно Словенија. Сите други земји го има истиот проблем, затоа што, например, имало периоди кога се правеле викенд населби за кои не требало да се направи, не требало одобрение за градба, него се градело партизански, на ура, сите сме ние братство и единство и си правиме викенд населби. Затоа се измислила, мислам, ајде тие што они си платиле одредени давачки кон државата, си добиле струја, вода, си ги платиле приклучоците. Збор стануваше за нив. Или во села, не стануваше збор никако за некој што прекрашил закон. Никако не може да легализираме криминал. Овие закони значат легализирање дивење и против правење закони. Ајде сега сите доктори дозволете им, легализирајте им ги лошите амбуланти. Еве имавме случај нели сега што умираат луѓе. Може ли тоа да се направи? Не може. Второ, името е погрешно. Почнаа овие закони со закон за справување со бесправни градби, не со закон за легализација на бесправни градби. Тука е проблемот. И диво градби, како што ги нарекуваме. Тоа се илегално изградени објекти. Криминално изградени. Тоа е кривично дело. Во некои земји поуредени од нас се оди во затвор. Кај нас е кривично. Воопшто си се осудил да го направиш тоа. Ние треба да се справиме. И како што кажаа градоначалниците, тоа се различни случаи. Во првичните закони беше, ако некако тие објекти може да се вклопат, не сметаат на коридори, на улици, на далноводи, на шуми, на води, на пасишта, се што е она квалитетно што кажа Ана како ресурс на земјава и се што треба да се обезбеди за јавно добро, тогаш некако може да се вклопат. И знаете а не да ги наградуваме оние што живеат толку години во оваа земја. Некои направиле кривично дело. Знаете, ќе почнам од последното, Сања, ако ме дозволувате. Значи, и знаете што ни се случува сега? Значи, ние сме сега во моментов, денеска заврши надавањето за булевар Аслан, тоа е од мост Близнаци до Сајмиште. И низ Керамидница, кај што 30% имаме завршено со експроприацијата, јас сега плаќам као град, на тоа што некој им дал по 1 евро. Тоа се вашите пари, моите пари, нашите пари. Затоа реагирам. Имено. И сега, значи, ние имаме последици што се треба да ги санираме. Да ги лечиме. Разбирате, значи, јас кажав во една прилика, заради политичкото и наетење, што за жал у оваа држава не престанува. Не сме рационални во размислувањата, дури и кога зборуваме за објекти кои што не се политички, булевар не може да е на СДС-овци или на ВМРО-вци или на ДУИ, на сите. Имав одлука една во Општинското собрание на општина Газибаба, каде што мнозинството од сегашната опозиција, кај што не ме го прифатија договорот со градот, 8 милиона евра не кошта булеварот поише. Ме разбирате? Зошто? Од друга страна, тоа е така заради тоа што некој волунтаристички, заради ефтин популизам, донесе законска регулатива која што криминалното, нелегалното или како сакате да го кажеме градење, го легализираше. Меѓутоа и предходните, пред тие 11 години, исто беше ваков закон, не толку сурово по 1 евро, меѓутоа ги легализиравме. Така да, ова е подолг процес некој. Во мислам, малку поинаква констелација на односи. Јас сега, она што сакам да го зборувам, и како човек, што малку да не си ствараме погрешни имиджи. Ние немаше да видиме овде како не сакавме да разговараме. Значи, ние сме тука отворени и за прво да утвrdиме дали постои потреба луѓе.
Добро, легализација не, за справување со дивоградби, со нелегални градби, да. Второ, па да се најдат начини. Од кога знам јас за себе, во оваа држава, постои рушењето на нелегалните објекти како начин на санкционирање на нелегалноста. Очигледно е дека тоа не ни функционирало. Знаете зашто не функционира? Затоа што даваат вештачки повисока цена за рушење, пошто сега тоа го отварате како прашање, повеќе коштало него да се руши отколку да се легализира. Не, само еден пример. Тоа е сосема друго. Значи, ако тоа ни се покажало како неефикасна мерка, дали треба како држава, како општество, како општини, како фела вие, да размислиме дека треба во законите наши да измислиме или да додадеме, еве да не бидем лошо разбран да измислиме, да додадеме и други дестимулативни мерки. Да предвидиме поинаков тип на дестимулација надвор од одговорноста која што веројатно да, за да не дојдеме во ваква се разбираме, ситуација. Да речам, имаме неколку аспекти на може би појасно ќе ни биде ако ни кажете кои градоначалници бара да се легализира дивоградбите, бидејќи денеска реагира и многу други градови. На прво место се споменува Охрид, кој има опасност дури да изгуби во ниедна варијанта. Каде има потреба? Во рурални или во урбаните? Или во Скопје? Во ниедна варијанта. Да се разбереме некои работи. За да немаме дилеми околу пцовките од Савајлија. Да, искрено ви кажувам. Да, борете, ама така треба да биде, луѓе. Отворено ќе дебатираме. Во ниедна варијанта, никој. Значи, од оваа страна, за разлика од порано, имате нормални луѓе за политичари. Никој не размислувал дека може на било каков начин да имаме опфат во заштитени подрачја, во природни реткости, во поместување на граничната линија, градежната линија на водно, линијата на УНЕСКО или не знам каков тип. Значи, луѓе, чекајте, па и ние живееме во оваа држава, аманте, значи не можеме ние да ке треба допрва да не сечеме гранките. Значи тоа никогаш не било предмет вчера во дискусијата околу кривичната одговорност, ние имаме превземено неколку кривични пријави до луѓе кои што започнале ајде да кажам на диво да град, односно без одобрение. Имаме ситуација да од обвинителство ни викаат тоа не е диво град. Како може обвинителство да не знам, треба да го кажете нас. Имаме ситуации, градоначалници, се ви кажам, дали се воопшто стручни да толкуваат. Мене ако ме прашате, еве ќе ви кажам само неколку примери. Имаме ситуација каде што се прави дивоградба, му се затвара објектот со црвена лента. Сега е понатамошно влегување за дејствување кривично дело, значи прекршуваш уште еден. Второ кривично дело. Поднесуваме, значи, обвинителство, полиција, сме реагирали и се обвинителство очекуваме да го приведат човекот и барем да го трнат за да не го повторува делото. Немате, ние одговор, тоа не е кривично дело. И се извинете, тоа е малце мешање во ингеренции. Како може обвинителство да ни каже, валјда за тоа имаме ние инспекцијски служби. Имате случаеви, например, кажува дали баш во Охрид, мислам дека зборат, дека најчесто дури сега или во Охрид или не знам каде спомна, се не се сеќавам, не се јавуваат например на тендер фирми за да го спроведат уривањето, бидејќи имаат одреден рок. И во Гевгелија. После 5 години прв пат се јавила фирма која што ќе спроведе, бидејќи луѓето живеат, ајде да кажем, во едно мало населено место и ќе да се замерат и тие локалните фирми. Значи, имаме многу такви ситуации, бидејќи навистина тоа се непопуларни. Ние имавме неколку уривања и навистина, не знам, се соочувате со, ајде да кажам, напади, ризици и така натака. И се ви имате од една ситуација, поднесувате кривична пријава, треба некој да го стрпа тој човек у затвор, го имате со име, презиме, фатено лице место, во една страна очекувате дали ќе ви ја прифатат или нема да ви ја прифатат кривичната пријава. И имаме ние ситуации на средба со граѓани, и истите луѓе на кои што сте им поднеле кривична пријава и сакате да го одговара колку беше од 3 до 5 години затвор, ви доаѓаат, може да ви направат било што на отворен ден. Значи, малце во оваа проблематика, затоа ни беше дискусијата да се направи работна група, не е само да се изменат законските мерки во делот
што треба, како треба, скенирање на терен, законот за градба, урбанистичко, така натака. Него и кривичните закони да се изменат, бидејќи со самото прекршување веднаш да биде, не знам, мерка бидејќи зборувате за прекршување, да дозволете мораториумот во општина Центар се уште е на сила за градење. До кога? Па ние го продолжуваме на седница на Совет, сега е до 25 април, ако не се лажаме одлуката, но и го продолжуваме се додека не ги ревидираме, односно не ги донесеме плановите. И тоа значи тоа и колку ќе бидејќи има реакција веројатно и за тоа од една страна имаме Дивоград, од друга страна имате мораториум во општината каде што квадратен метар е најскап во државата. Ќе искочи дека ние крадеме од стручната јавност, можеби емисијата. Не сакам и вие да добиете таков печаток. Значи вака сега. Мислам дека имаат прашања. Ќе доеме на ако може само ќе се вратиме на таа легализацијата повторно. Значи постапката на легализација знаат колегите, еве вечерва сме колеги, дебатираме заедно, зашто зборувам. Значи, генералниот урбанистички план на град Скопје во определени зони во градот предвидува колкава квадратура развојна површина на стамбен, деловен или не знам каков простор може да предвидите за градот и колка број на луѓе таму треба да живеат. Што не направи легализацијата меѓу другите? Кога ги внесовте тие кои што порано не постоеле, ги внесувате во правниот промет како легални објекти, тие одеднашка ви влегуваат во параметрите за развој на определена зона во градот. Да, веќе имаме судир во една зона кај Колидеин, но тоа ќе дојдеме да... Ме разбирате и сега ние доаѓаме во позиција каде што потребен е развој на општината. Меѓутоа окупиране од нешто што е надвор од сите правила на урбанистичко планирање. И сега треба да ги усогласуваме неколку месеци, да речем, веќе година дена, со општина Центар и секторот за урбанизам на град Скопје. Значи најавувате веќе дека тоа ќе трае и најверојатно ќе се ама морате да ги избалансирате сега. Не можеме ние да донесеме детален урбанистички план надвор од прописите. Има ли последици мораториумот? Да, секако има последици. Еве вака сега јас да го кажам своето мислење. Мораториумот сам по себе како мерка, дури кај оние кои беа можеби малку скептични дека можеби со други мерки требаше да се постапи, во глобала беше прифатен позитивно. Нели други општини на друг начин постапи, имаше и дилеми дали е тоа мерка која е во склад со законот или не. Меѓутоа како и да е, големото мнозинство и во струката и на општата јавност на позитивен начин го прифати тоа, бидејќи сите беа согласни дека дали е вакво или такво мора од некаде да се почне со некоја драстична мерка. Е сега, мораториумот трае предолго. И ние се доведуваме во ситуација една позитивно доживеана мерка да станува препрека. Значи тоа и колешката Дивна го знае во смисол на временски аспект, бидејќи урбанизмот и животот е жива материја. Не можете да го сопрете вие. И сега знаете како ние како стручна јавност, ако и не сме инволвирани директно во процесот, нели, на чинителите кои се инволвирани во спроведувањето на цела оваа операција, пробуваме да добиеме информации каде е закочена работата. Бидејќи ние колку што сме информирани, поправете ме доколку нешто погрешам, нели? Идејата беше да се донесе мораториум, се состави стручна комисија, не сум сигурна колку члена е сама, која ќе ги ревидира сите планови. Тие планови, значи всушност недостатоците, пропустите, критичните точки се нотираат и извештајот се доставува до општина Центар како носител и нарачател на тој план, нели, за да ги достави до изготвителот, за да ги направи корекциите и да постапи по упатствата. Од тука тие треба да го вратат во општината, која нели оди во градот и до надлежното министерство на мислење и треба да дојде на гласање. Сакам да кажам, кога ќе поставиме математички, јас изразам така равенката, кој е кругот, едно по едно можеме многу лесно да откриеме каде се закочени работите. Бидејќи каде и да се обратиме ние, од општината добиваме едно објаснување, од комисијата добиваме друго, од изготвителите на планот добиваме трето мислење. Вие сте во комисијата. Можеме да резонираме, ама тоа се шпекулации, нас не требаат информации каде е закочена работата. Да, вие ја завршивте работата околу... Вака, прво ќе кажам дека се работи за огромен број на планови.
Многу за мене многу 30, чудна така. постапка, дека сите планови мора во исто време да се прават. И ние сега имаме ситуација кога гледаме план по план, за 10 плана сме сигурни до кај сме стигнале, меѓутоа постојано добиваме нови планови. Оно што ни се случува е дека процесот и процедурата е малца, иако е вака делува законски јасно дефинирана, дека има многу чекори кои што остануваат нејасни и кој за што одговара. Чи кој го чита планот, кој кога ќе поправи треба да каже дека не е поправен, ни одговараат планерите дека постапиле по забелешките, не постапиле, ние изиграваме таму инспектори, не знам, Шерлок Холмс се осеќам дека ме излажал планерот или ме излажал некој друг. Имаме една многу непријатна ситуација, да не ви кажам оние констатации се што дојдовме до сознание кои ме шокираат секој ден. Значи 9 година и колку време ги прегледуваме плановите, просто секој ден излегува нешто друго. Чи се работи за една нечиста постапка. Тука се мешани сите, колеги, одговорни лица, значи има и честни. Во општината кои се уште работат, претпоставам. Ние се соочуваме со проблем, сега јас прв пат веројатно вака отворено ќе кажам, дека истите луѓе што претходно 11 години да ги правеле плановите, сега не ги прават пак. Тие ги донаправиле грешките и влегле ова што вика градоначалникот е сосема во право, дека ви се надминати 5 пати веќе со таа легализација параметрите, а сега кога имате ГУП кој е после тоа или донесен, со други параметри никако не може да се справите. Значи тука има друго што ни се појавува како проблем. ГУПот на делови е многу нејасен. Ќе ме прекинам, ама само за една дефиниција. Бидејќи некогаш имаме многу погрешна перцепција. Градежната мафија не се градежните фирми. Се. Дел. Па добро, не е една. Значи има не се само фирмите, тоа сакам да го кажам. Чисто да ви така, се. бидејќи вие споменавте разни ланци, ние што сме во материјата малку поише знаеме. Јас веќе немам дилеми, дека на сите нивои, дури ева што вика судија не пресудува. Да, нити јас имам претензија да бранам некого, меѓутоа треба да знаеме кога ќе се каже. Обично е таква метафората, градежна мафија се мисли на градежни фирми. Не бре, луѓе многу е длабока работава. Сега се обидуваме. Она што искрено да кажеме, вие гледате какво е поведението и на општината и на градот. Она што се обидуваме да го направиме во оваа година и кусор, не оди лесно. Да, тоа сакам да. Нити тоа може да оправдува. Дека буја аномалиите да ги целосното нема на страна. Веројатно ќе ме разберат сите што се нормално интелигентни од публиката што не слуша, нема да кажам кај се длабоките корени на градежната мафија, ама ќе потсетам градоначалникот дека во еден неформален разговор лани му реков дека ќе успее со мораториумот и со изработката на нови планови само ако нарача странски фирми да ги прават плановите. Мислам дека доволно ви кажам од кај почнува градежната мафија. Само да тогаш тим се насмеа, продолжиме со сосема трети, петти муабети, меѓутоа тоа е тоа. И тоа што го кажува Дивна е тоа. Некоја си планерска фирма која што го правела планот и ветила, кој знае што ветила пред 5 години, сега го прави повторно и сега има едно 7-8 нишани над главата. Никогаш нема да е тој план готов. Прво, значи, ако можам, пошто уште нешто јас би додала и после би оставила вие да објасните. Значи, во контекст на ова што го кажа и колегите, кога ќе дојдеме до тоа и ќе установиме каде е проблемот и каде е закочена работата, јас се надевам дека еднаш некој и ќе поднесе одговорност, значи и за лошо постапување претходно, и за непостапување или несоодветно постапување сега. Мислам дека Богдановиќ, кој ќе поднесе одговорност? Добро, можам сега да им дозволиме ни бидејќи тоа што и Бујар и Дивна и го кажавте, прво сакам да ви објаснам и ќе ми оставите малку простор повеќе. Значи, кога го ветивме мораториумот и во изборната кампања, требаше нешто да се осмисли, бидејќи до сега такво нешто не е спроведено. Вие имате ситуација да во општина Центар има планови кои што се донесени пред генералниот план, а после тоа е донесен генерален план кој што вика не, овде нема да има 3000 жители, ќе има 1000. А претходно имате важечки план и никој не реагирал. И вие во формално правно си доаѓа човекот, си зима што и како има во планот и си вика јас ќе си терам, а претходно ви кажав имате генерален план кој што вика не, тука нема да има такво нешто или ќе има обратно. И се доведуваме во ситуација, значи тоа е
една од причините зашто сме го ставиле мораториум и сме го застанале. Не е спорно дека не се работи, бидејќи има од една страна, па кога размислувавме што и како мерки да ги превземеме, ако покренеме иницијатива за укинување, бидејќи сам Уставен суд може да укине одредена одлука или закон кој што не е усогласено со уставно право или така натака, ќе ви се врати полош план каде што имаме некакви ситуации. И не сме постигнале ништо. Во Карпош има таква ситуација. И во Карпош сега имаме таква ситуација. Уставен план ги укина дуповите и сега е вратен полош план. Единствено и во самите насоки на Уставниот суд, кој што и нас не се случи, бидејќи го се сеќавате во борбата кога беа на 4-та седница на Совет на општина Центар во претходниот мандат ставени точки за укинување на деталните урбанистички планови, се продолжи нели седницата од која се ослободи Шипоvić, меѓу другото и за тоа беше човекот притворен за да го изгубиме мнозинството. Уставниот суд ја отруди, ја отфрли, ја укина одлуката и рече, ни пишуваше во насоки, само Уставен суд може да поништува одлуки, не можете вие. Ако сакате подобар план, донесете нов. Поаѓајќи од таа правна логика, ние рековме во ред ќе почнеме да работиме нови планови за да ги замениме лошите планови. Бидејќи само така може со нова, каде да објаснам, да ставиме нова површина горе, каде што ќе исчистиме тоа што може да се спаси, да се исчисти. Сакате да кажете дека во моментов работите? Работиме. И сега ќе ви напоменам дека од прилика до каде што сме стигнати. Прво знаете дека еден план 6 поминал. Не, еден план може само еден план да ни не се кажете работи, по-концизно. Сега имаме на седница на Совет по завршена разгледување на комисија. Мислам дека наредна недела ќе биде закажан Советот и ќе ги објасниме кои се разликите. Имаме намалување на висини и имаме оставено простор, може Дивна тоа повеќе да објасни. Сега дека што имало државно земјиште, било уцртано објект, го имаме избришено бидејќи немаме интерес, сега земјиштето е наше, ние сме рекле тука ќе направиме парк. И сега ќе ви кажам разликите кои се, тоа е дупот Мирче Мацан, ќе ме поправи Дивна, пошто ги знае, јас повеќе во правниот дел. Например, имало предвидено зеленило околу 158 метри квадратни, сега како што ми е презентирано, има 6383 метри квадратни. Има задолжително добро, зеленило. Сигурна сум дека има вакви да не можеме во многу детали да влеземе. Значи, сме се потрудиле она максимум, бидејќи ние пак ќе кажам, немаме рамна површина да кажеме сега ќе изградиме, него тоа што го имаме да успееме да спасиме, зачуваме да измениме. Што се случи со земјиштето кај Holiday Inn, уште еден случај кој исто ја разбранува многу јавност, имаше многу. Додека не се донесе нов план, таму, неколку пати сум го повторил тоа. Јас извадив еден напис од Порта 3, таму разликата меѓу она што е предвидено со ГУП, а со дупот кој под мораториум има разлика 8,8 пати се надминуваат параметрите. Затоа не сум сигурна дека сега само да одговорам сега да одговорам на она што со Бујар зашто се насмеав. Не е проблем дали ќе донесеме странци, домашни, без разлика, или ќе се повториме дека некој претходно. Прво, не викам дека планерските куќи не учествувале, него некој им дал таква, значи политиката, општината или владата, пошто знаеме како функционираше нас, премиерот беше и архитект и урбаниста и не знам што, поранешниот премиер, да не грешиме. дури учествуваше во одлуките како да изгледаат. Вие имате толку нелогичности, толку пати е менувани и законот за градба или 17 пати, законот за урбанистичко планирање, законот, значи сето тоа придонело денеска ние да исправаме. Значи ние со мораториумот тоа ни беше да се стопира, да се застане сите нови постапки. Има ситуација од една страна, па имате почнати постапки пред мораториумот. Знам дека луѓе реагираат, ама ви имате ситуација нешто што било одобрено пред да дојдам јас, или вие не можеме ретроактивно ти да ги Сакате да кажете дека и Holiday Inn ќе остане така како што или тука ќе имаме. Таму има уцртано, извини, 60 катници. Ако сме иделе со Уставен суд да ја го поништиме, ќе дошол претходниот кој вика 90 се успрата 100. И сега затоа јас цело време како ќе го решите? Мора со нов план.
Значи ќе се нема носи друг спас. Дефинитивно. И затоа викаме ние мораториумот го држиме. Кај е проблемот? Само да одговорам на крајот, тоа што вика се создава проблем. Знам, али ако на пример ние го немаме, ќе се изгради, ние ефектот не сме. Ја ќе донесам нов план после година дена, меѓувремено се изградиле 5-10 згради или не е битно што, пак ќе ми се нега да ги задоволиме параметрите кои што треба да се задоволат. Извини Петре, ако може само за да го заокружиме овој разговор, нашиот апел не беше критика во смисол зашто се меѓутоа упатуваме на тоа дека не е толку неедноставно да се види која кочи работата, да реагирате малку по, како да кажам, верувате, реагираме, знам, ќе се брзо, да ги санирате тие проблеми, да се отклонат, за да не дојдеме во ситуација да од една поддршка на мерката се дојде во ситуација да кај е сериозен проблем, урбанистите мислам дека ќе се... па макар и стари. Мене ми изгледаше сериозно дека истите одговорни луѓе што биле и порано работат се уште. Не. Зашо мислите дека не е покрената постапка за некој? За кого е покрената, ви кажете? Во општина Центар се покренати постапки и истрага околу издавањето. И се покренуваат постапки. Јас па добро, ова е добра информација, без разлика не морате детали да се подробувате, меѓутоа ова е најаѓајќи ги проблемите и налетувајќи на нив. Сега морам да признам, тоа беше за мене новина. Тоа е многу лесно да си седите да си проектирате или да бидете професор на факултет и да не се соочувате со вакви проблеми. Најмногу вработените во општина се соочуваат секојдневно и има таму секако многу честни луѓе, ставени под разни притисоци, кои ни ги вадат полека сите вака аспекти, зашто сме стигнале до тука, зошто е овој хаос, што нели сите сега за него зборуваме. Она што ни се покажа и вака не разочара тотално е дека ние немаме инструменти како да ги казниме. Че фино си стои во законите. Имате овластување, имате лиценца. Овластување ја дава комората, лиценцата ја дава Министерството за транспорт и врски. Нема како се одзема. Па, вака бараме по документи, значи толку е нејасно дефинирано, пошто нема пракса. Има правилник. Да, но може... Во законите не е јасно дефинирано, останува дека некој државен инспектор за градежништво, тоа е тој што треба да дојде на увид, да даде некаква... Но може да се одземат ингеренции на градоначалник, но не на... Пак нема кој да го инспекторот го нема. Да дозволиме Шилигов, мислам дека урбанистите особено ќе се сложат со мене. Заради ваквото дивење на известни делови, особено во центарот на градот. Заради тоа што во даден момент, даден човек, фирма, не знам си што, можел да реализира определени профити, имал определени интереси и таму одел така наречен развој во површина и во број на население, во централното градско подрачје. Ние имаме сериозно неурбанизирани или неуредени градежни парцели, како што една холидинса, да не бидам анатемисан. Во делови во град, знаете, или ходите према железничка, сад тоа таму веќе никаде во светот, во централните градски подрачја не постојат неурбанизирани. Не наблегувам сега во содржината, квантитетот, на тоа таму што треба да го има. И пак е урбанизирано. Значи, ме разбирате? Не, сите се согласуваат, луѓето таму да живеат. Градов наш е жртва на, и тоа го зборувам ја и по моите настапи, на известни делови во градот каде што може би постоела или постои инфраструктура која што може да обслужи даден објект, се префорсира ситуацијата за сметка на тоа делови од нашиот град. Затоа очекувам вториот дел да зборуваме за нашиот градот во моментов го гради со цел да го дестимулира центарот или Карпош или Кисела вода како главни локации. До таа мера е стимулирана градбата да и она што било пристојно место каде што можело да се живее, одеднаш станува субстандардно. Да, тоа го видовме на почетокот и начинот на тоа што е изградено. Бразилски не. Да, имаме неурбанизирани и Ама Дебар Мало за мене е фавела, јас се извинувам. Луксузна фавела е Дебар Мало, се разбереме. И водно. И водно. Водно е луксузна фавела, единствена во свет. Значи тоа е нешто неверојатно. Јас ќе ве поправам. Користиме погрешни термини, не е неурбанизирано, че во града има планови, имате план од 29-та па навака, не е точно дека него не нашле интерес да ги изградат.
А друг е проблемот што градот, не вие сега како градоначалникот, Не, ние само санираме пред многу- година дена, него тоа вака се влече со години. Дивна. Не се изведуваат примерната инфраструктура. Да, прво се гради, па се прави Много инфраструктура, благодарам. да. И они Много не благодарам. Тука ќе направиме Дивна, една јас, куса. иако ми беше Ако спинувано може, во една прилика, реков, ја не знам што работеле 30 години луѓето пред мене. се сложувам со сама Куса за пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Гледате топ тема на ваша страна, дебатираме за урбаното дивење. Господине Шилегов, најавивте деновиве, денеска мислам е последниот проект, дека ќе се гради Magic Park во градскиот парк, дека ќе се уредува калето, реакции повторно, дека се е тоа на сметка на зеленилото во Скопје. Значи, вака. Се е во зависност од тоа каков концепт за развој на градот имате. Се спомена, градот е жива материја, вие не можете да држите статус кво. Кога дојдов ја за градоначалник, наследив сериозно застарен концепт на Луна парк. Или, по нашки кажано, панаѓур. Добри, 20 години чекаме да се Значи, реновира. статичен панаѓур. Луна парк е статичен панаѓур. Европски град, тоа не може да си го дозволи. Јас претендирам дека Скопје е европски град. И зборуваме дека Скопје мора да развие концепт на забавен парк, што е сосема поинаков концепт. Луна парк е една работа, доаѓате, го носите детето, го возите, си го зимате, си одите. Забавен парк е место каде што семејството поминува убави сати или денови. Но забавниот парк не мора да биде среде градскиот парк. Не мора, меѓутоа и може. Као што е секаде, да речем. Што знам, во Виена е во Партер. Да, ма е надвор од Што е во центарот на сега градот. ние него донесовме. Однесете го по Визбегова, забавниот парк. Не се, значи тоа е концептот на градот Скопје, на местото на Луна паркот да се изгради забавен парк кој што заедно со зоолошката градина ќе представуваат една целина. Тоа е веќе одлучено или е само идеја? А не, немаме ние Бидејќи видовме дури некаков проект. Не, немаше проект. Се појави денеска. Се појави денеска. Кликичка, Дизниленд. Не. Социјалните мрежи. Magic Park по примерот на Солун. Јас само кажав на вчерашната седница на Советот на градот Скопје, кај што беа советнички прашања, беше така наречениот Луна парк. Јас кажав дека нема да имаме Луна парк, имаме забавен парк и дека во регионот, меѓу другото, мора ја да се грижам и за туристичката понуда на градот Скопје во регионот. Тука во тој контекст и калето го спомнавте. Во тој контекст е споменат и Magic Park, значи во Солун, дека во регионот немаме забавен парк, освен во Солун. И тоа може да го мапира Скопје сериозно на добро место на туристичката мапа регионална и не мислам дека таква можност треба да пропуштиме. Калето е символ на секој град. И тврдините над градот се секаде во Европа пријатни места. Да, таму има туристи, но нема никаква содржина. Тоа се во моментот не можете вода да купите. Отидете на Калеја се прошетате, ако ви се пие вода, нема кај да купите вода. Нити има чешма. Има полева стално цвеќе на убаво. Значи, сега... Чуварот и ние си пиеме за ќеркаме стално вода. Значи зборувам дека тоа е место кое што е целосно запуштено, особено минатите 10 години, ние минатата година. И како би го уредувале? Ние посебно после инцидентот што се случи, ние минатата година. Тоа беше и затворено неодамна. Независно од статусот, да речам, на Калето, во соработка со соодветните органи, извршивме косење и сечење на дива шума. Тоа да го видевте на што личеше. Добро е што немавме епидемија на змии во Скопје. И сега со конзерваторскиот завод рековме добро рете градот да ја превземе грижата за тврдината. Во смисла на нејзино осмислување, давање на содржини кои што ќе бидат атрактивни за самиот град, меѓутоа и за неговите граѓани. Се надевам дека не мислите тука на кафејани и кафулиња, бидејќи тоа е јас немам идеја дека јас сум тој што треба да замислува содржината на Калето. Она што ќе се случи на утрешната седница на Советот е мораториумот што ние, меморандумот кој што ние го
подпишавме, тоа ќе дојде во, да речам, ингеренција на градот во смисло на уредување, си останува под конзерваторскиот завод, Завод за заштита на споменици, како посебен тип, по основ на тие правила кои што таму важат. И уште едно ние ќе влеземе, морала да го кажам, ние ќе влеземе во конкурс, разговори, преговори со колегите од другата страна, да ги смислиме заеднички содржините на Калето и Калето не ја заслужува таа работа. Сега ќе ги вклучите архитектите и секаде каде што градот е вмешан до сега се вклучени. За покривот на градскиот трговски центар, денеска асоциацијата на архитекти, тука е Ана, побара да се поништи конкурсот и бидејќи дадениот повели Ана да разговараме за оваа претходната тема, за да ја заокружиме, па можеме да продолжиме на оваа друга теми, да. Вака, јас мислам дека ваков морам да признам дека со оваа најнова идеја за Луна паркот, забавниот парк, не сум детално запознаена, бидејќи и денеска тоа излегло во јавноста. А на кој спинува во јавноста, ја не можам да знам. Знаете како, јас зборувам доволно јасно. Воопшто не е важно во поентата која сакам да ја кажам. Сакам да кажам дека таквите видови на идеи, проекти можат да бидат одлични или не, меѓутоа, ние мислам дека треба да почнеме, знаете како, од почеток. Мислам дека за почеток треба да почнеме да се бавиме прво со политиката на развој на градот или концептот на развој на градот. Например, ако речеме дека Скопје се шири, на каде ќе се шири? И да отвориме таа дискусија. Ако речеме Скопје не треба повеќе да се шири, исто така и тоа е стратегија и политика на градот. Ако речеме Скопје културен центар или Скопје зелен град, значи концептот и стратегијата која ќе направиме ќе ни ја наметне програмата на после ваквите објекти, мислам проекти поединечни кои ќе се јават како потреба. Може нема да биде забавен парк, може ќе биде културен парк, ако стратегијата е Скопје град на културата. Сега кажувам пример, значи мораме да ги да дозволиме малку побрзо. Која е визијата на Скопје? И на тоа треба да додадете дека овој град во изминатиот период, од не знам кои причини, за постојната локација, каде што беше Луна паркот, има потрошени нови 4 милиони евра. Што во партерно уредување, што во опрема што се уште не е инсталирана. Се надевам дека ќе покренете некаква зборувам не, Сања, сега зборувам дека сега, ама никој не одговараше ниту за Скопје 2014, немојте да мислите поединечни работи што сега ги кажувате, одговорност, ама баш не видовме никога. Поентата е друга. Ако вие имате предвид дека на таа локација кај што традиционално гравитирале скопјани, тоа е локација кај што традиционално се движел народот, да не се лажеме. Не Скопјани, цела Македонија. Да, Луна паркот зборуваме, така. Зоолошка е цела Македонија. И зоолошка тоа е комплекс. За мене е комплекс. Мислам дека заеднички. Поинаку ако го третирате ќе сгрешите. И за тоа ќе отворите дебата или тоа веќе па не, ја мислам дека е тоа абсолвирано прашање, бидејќи се створени прашање и треба паркот да биде прашање. Луна паркот и зоолошката се дел од паркот. Не може да збориме дека тие две се само тема, паркот е цел, а вие ветивте дека до крај на Вардар, до бунарите на Нерези ќе правиме парк. И тоа ни останува вака да чекаме. Сакам нешто друго да ве прашам. Значи, секој град мора да има се. Треба да има и кале уредено, треба да има и Magic Park или како, дури треба да има и зелен кров на најголемиот трговски центар во градот. Се сложувам дека треба да има. Меѓутоа, мислам дека тоа е надградба и дека ние не верувам дека сме баш стигнати да го планираме тој дел. Зборувате, можеби во некаков првичен проект за зелен кров на ГТЦ, а на ГТЦ му се распаѓаат таваниците на ходниците. Од некои си алуминиумски шипки од пред 50 години, Хантер Даглас има и така натака. Трговскиот центар е девастиран, тој не е веќе за движење. Јас никош не ми се ни допаѓал, искрено. Немој да мислите дека тие што го гушка, не го гушкам. Како архитект не ми се допаѓа тој објект, не би го направил како што мислеа да го направат, меѓутоа мислам дека не е он стигнат до зелен кров уште. Он е гол и сега да му ставиме капа. Направете го паркот, меѓутоа сакам да ја прашам нешто. Што правите? Вие сте градоначалници на пола Македонија. Така е пожитали. Што правиме со ние трла на запушење низ цел центар?
трла за пушење од стакло. Оние објекти што им ги додавате на кафаните, што им давате дозволи кои што добиваат за беспари уште една кафана. Ајде да ги доразчистиме прашањата, пошто се префрливме на Не, добро, сакам не мора да одговорите на се, одговорите на тоа што ви се допаѓа. Буквално принцип треба на се да одговориме, не Што правиме со јас освен во Тирана и во Приштина нема видено толку билборди на квадратен сантиметар, значи не е нормално. Не си го гледаме градот. Не си го гледаме градот. Јас знам дека градот од тоа заработува. Верувајте ми, во ред е тоа. Не, кешки да заработуваш. Да, не заработува. Кешки да заработуваш. Со легално паркираните возила на тротоар. Тоа го прават паркинги за град Скопје. Под се тука обележан на патеките. Вие сте на тротоар. Бујар, ај се да те прашам, извини како проектант. Извини, само морам да се разбира. Дали сте слушнале во изминативе, пред да се смина, дека се работи, например, сообраќајни решенија? Немало. Ние кога дојдовме, бидејќи тогаш секторот или оделението за сообраќај во град Скопје не се работело. Како што не се правеле ни анализи ни за дупови, ни за било што. Таму се одлучило 1-2 и така било. Миле ми текна. Така е. Све знаеме ние тоа. Сега во моментов ние ги именуваме работите со разни правилници, со сообраќајни проекти за кои што навистина треба спроведете јавна набавка, да изберете проектантска куќа, сообраќајни инженери да измерат, да направат и така натака и така натака. Пак ќе кажам, имате фактичка состојба која што е таложена, која што кажа Петре, ние се соочуваме жбунови грмишки по 20 години. Да, но прашањето е што правите? Не, ама се работи. Значи цело време зборуваме што е тоа што се прави. За Орце Николов, на пример, една. Потоа од Орце Николов кој ќе се заврши, тогаш се шири бидејќи таа е главна сообраќајница во Дебромало. За да можете после да ги фатите сервисно-станбените улици кои што се под ингеренција на општина Центар. И така натака да се работи. Исто во плановите се трудиме колку можеме да реагираме за да запазиме, бидејќи ја бев директор на паркинзи и знам со што се соочувам. На жалост, па не е тоа само кај нас, него секаде и во свет, кај што смиделе, морате да предвидувате и во самите решенија, во самите изградба кога се прави нешто во поврзано со паркинзите, механички да застанете. Ние џабе ќе прогласиме зона 30 во Дебармало, ако немате лежачки полицаец кружен кој што ќе успори брзината, не помага тоа. Да, дури човек за деновиве беше прегазен. Истото е моментот со кафаните, дивите тараси и така натака. Усогласен правилник во кој што ќе се биде дефинирано се. Бидејќи општите закони, господине Богдановиќ, да се донесе правилник за доградените, дуплирани... Не е тешко, ние сме при крај. Тоа беше... Што ке значи тоа точно? Ке значи си ги уриваат сами? Ако не си ги срушат, ке ги срушиме ние. Ние веќе почнавме со рушење, некои почнаа сами кои што со свестија. Ајде да идеме едно по едно, за да може... Се надевам дека тука нема собствените што се пуна за рушење. Само да дополнам. Моментот беше, еве ви го, сега треба да го ставиме на совет, нормално бидејќи тоа беше ингеренција на град Скопје, заедно да ги усогласиме. Еве ги правилата на игра, од денеска почнува вака. Кој ќе си го согласи објектот, окей, кој не си го согласи, ќе му се случи кој што им се случи на одредени претходно. И пак ќе кажам, имаме еден куп кривични пријави, исто, бидејќи тоа е еден дел дивок, значи тоа не е, луѓе, тоа не е тараса. Тоа е градба, објект, столбови, бетон, не мора да не печки на пелети внатре, ништо не е отворено, значи ништо. И јас, ние пак ќе кажеме, имаме кривични пријави, ќе ви ги донесам, ќе ги видите и ни викаат, не е тоа од обвинителство, не е тоа како се вика. Едно по едно. Ако нешто ревносно сме го работеле во изминатава година и кусор, барем во град Скопје, тоа сме ги ослободувале јавните простори за пешаците. Оние кои што биле наменети, вклучително тротоарите. Мислам дека тука барем дека имаме, ако сакаме да бидеме минимум коректни, тоа треба да се каже. Не велам дека не ја прашав, само кај се паркира. Вклучително и во сообраќајниот проект што го сработивме заедно со Општина Центар, Општина Центар како носител, град Скопје како помагач за Орце Николов улицата, што е единственото место каде што градски паркинг користи тротоари за паркирање. Ние дававме согласност на тоа и тие возила се тргаат и градски паркинг се трга од таа зона. Значи, тоа е тоа што може да го сработите, да речам. Сега, веројатно се сложуваме дека нити сообраќајниот проект не можете да го донесете преку ноќ, тогаш би биле исти како овие што ги зборуваме. Мора да направите определени анализи, мора да најдете да изготвите соодветни решенија, мора потоа да влезете во постапки за имплементација на тие решенија. Тоа не се прави во една година.
Меѓутоа сте ги поставили основите и насоката е добра. Од градскиот трговски центар во Скопје, градско е само името. За сегашната состојба зборува. Да бидеме, сакам целосно коректни за позицијата, улогата и тоа е тоа што градот има направено таа приказка. Градски трговски центар е акционерско друштво во државна собственост, кој што го правува тој објект во состојба во каква што е. Ние ко град Скопје, јас ко градоначалник на град Скопје, нити имам ингеренции, нити можам, нити сакам, нити имаме пари да го средуеме изгледот на ГТЦ. Градот Скопје во рамките на меморандумот за соработка со UNDP за одржлив развој на градот. Меѓу другото, има како содржина беа изградба на зелени кровови. Идејата за зелен кров на ГТЦ е идеја моја, можеби и од кампањата, и тоа заедно сме разборували и мислам дека околу тоа немаме проблем никој. Да, но прашањето на Бујар беше зошто почнувате нели од затоа што градот не може да огради, за тоа го зборував, градот не може да огради и реновира ГТЦ. Зошто не е во интерес? Значи може не прекинавте на пола, после па нема да се разбере. Ајде докажете, ама ако може малку. Да, градот не може, не сме нити има средства да гради туѓ правен субјект. Тоа е на државата, градски трговски центар е на државата. Меѓутоа, по основа на меморандумот што го имавме со UNDP за одржлив урбан развој, ги поентиравме меѓу другото и термалните точки кои што се критични во нашиот град, кои што придонесуваат за затоплување на животната средина, а од друга страна го имавме предвид дека преку 30% во зеленилото во Малиот Ринг, во лудилото наречено Скопје 2014 беше уништено. Е уништено. Она што ние како град во дадената ситуација можевме да го направиме е да финансираме дел од зазеленувањето на дел од кровот на ГТЦ. ГТЦ донесе проект. UNDP ја спроведе постапката, градот Скопје ги дава парите. Таа е приказката. Да, го избравте проектот на... Не сме го избрале ние сега, Сања, значи... На тендер победи најефтината... Зошто со мои пари да правиме за субјект што не е јавен? Затоа што по устав на меморандумот со UNDP ја имаме таа обврска, тоа е број 1. Обврската меѓу другото се состоеше дека градот ќе ги финансира тие точки кои што ќе се определат во таа работа. Интересот на нас како граѓани е во Малиот Ринг да внесеме определено зеленило и да влијаеме на намалувањето на температурата. Добро, и тоа е целата работа. И сега да не бидат само градоначалниците нападнати, него и нашата фела треба да биде нападната за овој случај дека испорачуваат лоши проекти. Дивна. На име на зелен кров ние добивме лош проект. Асоциацијата морам да кажам дека меморандумот за конкретна ситуација со UNDP ние го потпишавме во Советот на град Скопје, беа присутни и медиуми пред 8 месеци. Можеби тука некаде отприлики. Јас во неколку наврати, вклучително и во Телма, во јавните настапи, сум зборувал за постапка, дека е во тек, дека се одвива, дека е процес за зеленување на кровот. Да. И добивме. Да, бидејќи немате ингеренции на... Меѓутоа, знаете сега, ме разбирате? Но зошто тоа ќе биде предмет на јавен конкурс? Ама не, значи сега јас за јавен конкурс ви кажувам од сега. Утре како град Скопје превземаме да речем известни ингеренции над Кале, ќе распишеме луѓе јавен повик да видиме, ќе формираме заеднички комисија. Дали ќе го поништите јавниот конкурс за не можеме да го поништиме затоа што е спроведена тендерската постапка, избран е понудувач, изведувач на таа работа, издадени се определени банкарски гаранции. И уште нешто кратко, државата е Градски трговски центар е на државата. Знаеме дека се дава на коалицијските партнери, вие сте практично дел од власта, нели можете во владата Градскиот трговски центар да се врати на управување на градот, да се сегашниот собственик, да се како што предлага асоциацијата на архитекти, бидејќи пропаѓањето на Градскиот трговски центар се совпаѓа со моментално дадено на тие што го управуваат. Значи видливо е. Неколку работи кои ГТЦ се упрашање што е објект што секој од нас на известен начин емотивно не врзува. Зборуваме. Да, не за џабе беа сите оние пропускања. На првиот и гушкањето што беше почеток. Меѓутоа
веднаш она што беше наједноставно, зашто не беа потребни многу паметни, многу пари, ја вративме автобуската долу. И заживеа тие дуќини се. Да разбирате, значи ние као град интервентно сме преземале, внесовме интервенции, токму тоа. Ама чекате само кај што се до таму кај што можеш да работиш. А знаете како, јас сега да ви кажам, отидете ви у Канал 5 и читајте ги вестите. Не е коректно. Значи, окей, да се разбереме. Разликата, споменувам друга медиумска куќа. Вие сте, значи, истата партија е на власт и во градот и во државата. И тука ја имам еден сериозен Кога зборувам зошто не се договорите со истата партија, истите граѓани сме државата и градот. И тука имам еден сериозен проблем. Ако треба ние на ниво на партиски другари да ги решаваме проблемите, тоа ќе станеме да си одиме. Кога има проблем, тогаш сте во предност во владеачка коалиција да ги решавате комуникацијата, меѓутоа ние мораме институционално да ги решаваме тие прашања. Ако ние ги решаваме на ниво на партиски другарчиња проблемите, онда сме завршили работа, никој не си помисли дека не треба. И она што сакав да го кажам, околу Кале мислам дека сме на чисто. Ние го превземаме затоа што мислам дека е интерес на град Скопје, на граѓаните на град Скопје таа тврдина да заживее. Како ќе заживее? Што ќе бидат содржините? Е работа што ќе отвориме. Добро, рековте дека тоа е предмет на дебата. Јас не би се согласила дека не се правело. Има толку проекти за Кала недовршени се. Кај нас проблемот во Македонија со години е недовршување на започнати проекти. И сега имате еден направил едно, друг направил друго, па политички имаше на два пати конкурс во 2008 па се срушил објекта, останале недоправени проекти, објекти во Кала. И не е толку грда состојбата во Кала, значи кога се шетаме со мали деца, не ги покажувајте толку работите црни, тоа е преубаво парче. Јас дури тоа е најубавото парче од Скопје, меѓутоа да бидеме искрени што го кажам. Не се сечеле таму и не е доправено. Оставено е шут. Таму цело време не достига доправање на работите. Истиот проблем го имате и со Луна паркот. Не е важно дали се вика Луна парк или забавен парк, исто ви е тоа, само порано, нели, по Луна и Маза од Волт Дизни е крстено. Воопшто јас не се сложувам со тоа дека тој бил онака. Напротив, тој беше преубаво парче, можеби вас не ви се свиѓа авиончињата и панорамите, меѓутоа не беше мртов Луна парк кога го сруши претходната власт и го поништи онака. И тоа парче нема капацитет, нели сите прашања најдеш да ги одговорам, нема капацитет за она што го замислувате. И нему е место на тоа парче да добива, не е тоа парче место за кафани. Че ако сакате забава за млади над 15 години, 19 години, барајте друга локација. Ова беше одлично парче за мали дечиња, со кои што идевме пешки до таму, баби, дедовци од цела околина, од Куманова доаѓаат во сабота и недела. И ако треба, јас сум за тоа, еднаш бев прашана сега скоро, што со Луна паркот, такви паркчиња треба во секоја населба, во секој град. А ако правите голем забавен парк, како што викате дека има во Солун, ако, мислам така рековте, така? Барајте друга локација надвор од градот, во северниот дел од градот, каде што планирате развој на градот. Овде веќе нема место. Едно прашање, ова е ставот на... Само нешто, бидејќи не мислам дека до крај, значи, прво ја не ти спомнав дека таму треба да има летни дискотеки, таму не треба да има летни дискотеки, веројатно на тоа мислите за забава на деца над 15 години. Пошто се измеша и проектот што го имате сега, мислам, го наследивте, ја не го укривувам. Имено, ама ја, тоа таму предвидуваше дека треба да има се уште летни дискотеки, сега ќе нема летни дискотеки. Ама викате треба да биде поголем, не може, каде ќе оди? Ама на сметка на летните дискотеки, знаете колку површина... Не, тие беа во Луна паркот сега, не сме од вчера, малце сме постари, тие беа преубав парк. Ако ги извадите летните дискотеки од просторот и не предвидувате простор за летни дискотеки на тоа место, тоа ќе имате доволно простор. Па имавме. Па за тоа го зборувам, истото го зборуваме. Ама добро, викате треба да се прошири. Значи, тие беа упад во паркот. Тоа е проширувањето. Не, да се врати на паркот тоа што мислам. Тогаш во ред, да вратиме површината за нејзината намена. Уште една тема, бидејќи сме сосема на крај, Скопје 2014, како што реков, немаме никаков таму резултатот, евалуација, председателот на асоциацијата Марти Пановски даде и оставка во знак на револт дека не сака да биде алиби дека ништо не се прави за Скопје 2014 и како капак на се дојде онаа одлука дека нема да се руши Мајка Тереза, туку ќе се пренаменува.
Од она што јас го имам како информација, бидејќи разговарав баш, пошто ја бев изненадан на таквата информација, она што ми е мене пренесено од министрите, од владата, другарчињата од партија што би рекле. Не, мислам, ве молам не го карикирате тоа што го кажам точно. Се зезам, да, окей. Разбирате што сакав да прашам. Дека таков заклучок на влада не бил донесен. Тоа е она што јас го имам како информација. Како излезе информација дека наводно бил донесен таков заклучок, меѓутоа замолив да се провери целата таа ситуација и работа и неблагодарно е да шпекулирам околу таква работа. Моето лично мислење, јас го манифестирав на единствениот споменик каде што имав како град Скопје ингеренции, тоа беше ќосето. За овој споменик што мислите? Не мислам дека е место на споменик да се наоѓа на среде улица. Тој споменик се наоѓа на среде улица. Улица Орце Николов. Од здраворазумни причини споменик не се става на улица. Од безбедносни причини споменик не се става на улица. Од било кој сакате нормални причини споменик не се става на улица. Моето лично мислење, за жал немам ингеренција околу таа работа, нити јас да речам, ме разбирате, цело Скопје 2014 е дивоградба. Донесено е надвор од законските прописи, донесено е во процедури кои што не предвидува поставување на такво вид на споменици со такво габарит. Значи нема никаква пречка тоа да биде урнато. Богдановиќ дали ќе биде урнато? Ја лично онаму кај што имав ингеренции, се завршив работата. Камо да имав малку поише ингеренции. Бидејќи сте покренале процедура за да ги добиете правите информации, што е вистината, чекаме да ме обавестите за да ги имаме правите информации. Сме го дискутирале меѓу другото и тоа на комисија. Мојата желба е сите тие да бидат отстранети, да бидат избришани во деталниот план. Значи во самиот тој опфат знаете дека имаше и продажба за шпански скали, па ние најдовме начин како тоа да го кажете ни на крај сме на вистина за мајка Тереза. Моментот мајка Тереза се води постапка и воедно да се испита како изградено и што е потрошено како буџетски средства. Моментот на секое отстранување сега во моментот е уништување на доказен материјал. Мојата желба е правно прво да се поништи, односно да се поништи начинот на кој што е дозволено таму да се изгради. И тоа нема да биде само за тој објект, него ќе биде и за другите, за неколку. И потоа од кога ќе се заврши целата приказна, тоа да се отстрани. И тоа ќе биде наша задача, желба. И за крај, бидејќи навистина ви дадовме простор, ја ќе ги замолам се уште сме на истите размислувања и действуваме, меѓутоа сакаме да добиеме добра форма. Архитектите и урбанисти, сосема кратко една препорака што можете, а што не правите во моментот, а треба да направите за градот и општина Центар. Јас сега, например, препораката би ја свела на тоа дека начнавме многу теми, секогаш една емисија или неколку емисии не се доволни. Кусовие што прво би препорачале. Што ги дискутираме овие работи и мислам дека треба да имаме и повеќе поводи за да можеме сите овие теми да ги начнавме. Да се задржиме, да. Што е вашата препорака? Мојата препорака е таа, бидејќи се друго што би дала не би опфатило се. Да дебатирате заедно, архитектите Бујар. Па што, на моја препорака, вие сте градоначалници после една елементарна непогода. И проблематично, ние сосема ве разбираме, и се што кажува дека треба време, и знаеме дека сте упатени на тоа да правите за вас непопуларни работи, во смисла за себе промоција. Ви треба да правите канализации, треба да правите работи кои што никој не сака да ги сече како лента. Ние тоа го разбираме, меѓутоа упатени сте на тоа. И ве молиме да повеќе не консултирате. Не нас тројца, има полно архитекти и полно урбанисти. И кога зборувате за нечистиот воздух, верувајте дека многу е тешко, вие многу малку да ветите на било кого, не е точно тоа што го кажувате, не може да се исчисти воздухот во Скопје, не сте виновни вие за воздухот во Скопје. Јас стално викам, ама не кажувајте, затоа што луѓето се фаќаат. Дајте да разговараме. Ние сите знаеме дека валканиот воздух е од 1 ноември до 1 април, кога се грее по дома со мелени гуми и со прегорено масло. Брзото решение е многу непопуларно. И го нема.
Не, би било непопуларно, бидејќи граѓаните ќе треба да препораката инвестиција. и Пивчич, за крај, ова се само препораки. Знаете како, визави подземните работи на градоначалниците. Не знам колку сте свесни, до јавноста допира, не допира. Подземното е дефинитивно најлошото за градоначалниците. Знаеме и непопуларно. Пивчич, за крај, Шилегов мислам дека... Потенцирала тоа што Ана го кажа и Бујар што исто го нагласува, дека мора да биде повеќе вклучена и фелата, или урбанисти и архитекти. Јас препорачувам граѓаните да бидат повеќе вклучени, затоа што нив ги добивате начините како се користи одреден простор. Ова што ви го кажувам јас за Луна паркот е од искуство како мајка со мало дете. Не е искуството како архитекта. Како архитекта скроз другчие сум гледала. Меѓутоа ќе го потенцирам ова Ана што го кажа. Нас ни недостига визија. Че ако визијата на Македонија беше да го реши еднаш името, проблемот со името, какво и да беше нели сега решението, нас ни требаат визии за градовите, ни треба визии за општините. Вие многу работите, јас сум учествувала во повеќе работи и стварно кога ќе ги извадат материјалите, се е направено. Меѓутоа, нити се популаризира една идеја, што вика Ана, дали е зелен град, дали е на култура, дали ќе биде екстремни спортови. Мора да се каже кој центар, или стои да стратегии. Во таја после произлегуваат конкретните проекти и се видливи. Вака решавате многу работи, многу се нафаќате. Мислам дека и премногу се земате, јас и друг пат сум го кажала тоа. Решете 3 работи во градот, цел живот ќе ви викаме градот. Тука е крајот на вечерашната емисија. Шилегов, ви благодарам на сите за учеството. Останете со Телма, имајте убава вечер.